Добра вечер, почитувани гледачи. Време е за заспи ако можеш со Драган Милосавлjević и со неговите вечерашни двајца гости. Погодувате крајот на месецот, следува рекапитуларот на оно што се случи во последните 30 на дена со универзитетскиот професор Жидас Даскаловски. Добра вечер, професоре. Добра вечер. И со амбасадорот Ивица Боцевски. Добра вечер. Добра вечер, Драган. Верувам дека ќе има интересна дебата со моите гости, но за почеток сакам да ве повикам, почитувани гледачи, за една добротворна работа би рекол, именно македонецот Дамјан Марковски тргна по стапките на Никола Роквич, оној познат српски пејач кој што одеше од Србија до Грција за да собере пари за добротворна цел. Дамјан Марковски го прави буквално истото, тргна од Скопје завчера и планира пешки да изводи 400 км до манастирот Острог во Црнагора. Неговата мисија е слична, велам, на таа на Никола Роквич, именно целта е да се соберат пари. Еве, во овој момент може да ја видите и фотографијата од младиот Дамјан, а може да ги видите и телефонскиот број на кој може да се донираат средства, доколку сметате дека треба, а јас искрено се надевам дека ќе има и такви. Неговата цел е да собере пари за набавка на мерачи на срцевиот систем кои можат да обезбедат предупредување за потенцијални срцеви проблеми кај младите спортисти. Веста за храбриот потек е споделена и на фейсбук страната на фондацијата Марко Божиновски, да му дадеме подршка на Маријан, затоа што на Дамјан се извинувам, затоа што неговата цел е навистина убава, хумана и во секој случај, освен неговиот подвиг како таков, ќе придонесе за да им се помогне на младите спортисти кои што имаат потреба од ваквите мерачи. Тоа е околу оваа приказна, а сега ние ја започнуваме дебатата со Боцевски и Даскаловски. На професорот ќе му дадам прво збор, не затоа што тоа е веќе стандарден обичај, би рекол, во оваа емисија, туку инаку оваа емисија, само да кажам, навистина стана емисија во емисија, многу луѓе ми приоѓаат и велат дека со задоволство ја гледат емисијата, но особено рекапитулацијата со Даскаловски и Боцевски, што навистина ми е мило, бидејќи успеа да стане бренд сама за себе. Професоре, велам, мора да се признае, ве видоа повеќе луѓе на фотографии и на видеа од Рим, каде што беше председателката Гордана Селјановска Давкова, бевте во незината позадина и многу ме прашува што е работа сега професорот, знаат сите дека со универзитетски професор, се занимавате и со ваша фондација. Што правите во кругот на професорката? Видете, јас сум и останувам професор. Сум надворешен со работник на професорката, односно сега председателката, така. Навиката останува да викаме професорката. Така е, но како и да е, тука сум во својство на свој став, да изнесам лични стави, нема тие никаква позадина во смисла на тоа дека се никакви официјални ставови на кабинетот на председателката или на председателката. Тоа е тоа. Сега ќе треба, како и во сите функции, во сите министерства, во владата и кај премиерот, тие луѓе што можат да помагаат со своји експертизи. Јас се согласен за тоа. Горан, мојот доскорашен колега овде, кој што сега е официјален представник тамо, односно е заменик генерален секретар на кабинетот на председателката, во неговата последна емисија беше многу официјален. Да го познаеме Момировски, се надевам дека нема да имаме истата ситуација со вас, професоре. Не, слободен сум јас. За разлика од Горан кој што работи таму. Да, но да го одбележиме тој момент дека денеска сме помалку сентиментални и емотивни, затоа што не сме во комплетен состав како што сме навикнати и да му посакаме среќа на Горан на новото работно место. Благодарност до Боцевски, верувам дека Момировски со задоволство ја прифаќа ова честитка, но како и да е. Но требаше и него да го викнеме сега, па да го спрашуваме. Не сум размислувал дали воопшто има логика Горан да се појави вака, затоа. Па добро, да. Ќе се биде гостин, ние тројца ќе бидеме. Да. Фактички ние ќе бидеме домаќини, Горан ќе биде гостин. Нека внимава ќе бидеме остри. Ќе бидеме остри. Нека внимава Момировски се што може да му се случи во оваа емисија. Последниот месец дена се случија многу работи, меѓутоа да не се лажеме, главна и најважна е, се разбира,
изборите кои што го променија политичкиот пейзаж апсолутно во Македонија, влегуваме во нова политичка реалност. Претседателката веќе наголемо ги обавува своите обврски, прашање на денови е кога ќе му го додели мандатот на Христијан Мицкоски како иден премиер на државата, кој што веруваме дека ќе ги собере потребните 61 пратеник, впрочем тоа е сосема известно, ако не се лажам, тоа треба да биде направено до 7 јуни. И има веќе најава дека следната недела навистина тоа ќе се случи, почитувани гледачи, ќе го добие мандатот Христијан Мицкоски. Меѓутоа, ајде малку да се вратиме ние назад. Победата на ВМРО ДПМН на овие избори беше повеќе од известна. Сите зборуваа дека е така, сите знаеа дека е така, сите анкети го покажуваат тоа. Меѓутоа, само нефер и некоректен ке човек би рекол дека можеше да се очекува ваква разлика, апсолутна во однос на СДСМ, 3:1, нешто што не му се случило на никој никогаш во Македонија. Се, ние малце, драги, идеме по нели, дека победата има 1000 татковци, дека поразот, нели, е... Сираче, да. Сираче. Не беше баш така, ај сега да се подсетиме. Значи, на 6 месеци пред изборите, клучната теза во македонските медиуми беше дека ВМРО ќе биде изолирана, дека ВМРО ДПМН нема коалициски капацитет и дека без разлика дури да добие најголем број на пратеници нема да може да состави влада. Да, тоа беше една од тоа беше главните... некад до ноември декември тезата. Втората теза беше дека нема шанси било кој против кандидат да го победи Стева Пендаровски. Затоа за него ќе застане Обединетиот албански блок и СДСМ и тоа е било доволно тој да победи. Сега зборуваме што се зборуваше така. Исто така се зборуваше дека па после тоа отидевме во нова приказка. Ке имало влада на национален спас, не знам, американците ќе ја правеле, британците, европејците и така натаму. Сега правиме рекапитулација. Добро, но тези беа пласирани од објективно од едни исти кругови кои што без разлика, но само долго трае. самите сакаа да се веруваат во тоа. Не е така, долго трае и не е точно дека се идеше така мазно и не е точно дека владата на СДСМ и немаше јасна поддршка од меѓународните партнери, затоа што нормално полесно се со таа влада да се... Тоа си има свои логички причини, апсолутно. Но, значи, тука се прашувавме на што ќе личат изборите, дали ќе личат на изборите од 2016, од 2008, од 2006, испадна дека изборите се од 2024 година. Прередена е целосно македонската политичка карта. Ајде идеме. Првиот факт е ВМРО ДПМН стана центристичка сила и умерен пол на македонската политичка сцена. Тие се во моментов партија со максимален коалициониски потенцијал, затоа што секој може да коалицира со ВМРО ДПМН. Меѓу себе можеби тие не може да коалицираат. Меѓутоа со ВМРО ДПМН буквално секој може да. Па секој сака, не само што може. Сака, тоа е првиот факт. Вториот факт кој што произлезе од овие избори е дека најверојатно присуствувавме на момент кога СДСМ го изгуби својот статус на стожер. Стожер, партија која што дава премиер. Падна под 200.000 гласови, падна под 30 пратеници на бедни 14. 18 имаат сега. Не. 18 има коалицијата. Коалицијата токму така, во добро. 14. Така што... Бедни 14, добро, да. Па бедни се... Навистина, за таква партија е да, тоа ништо. Значи, ова е понизок резултат, е резултатот на Радмила Шекеринска во 2008 година, историски најнисок до тогаш. Преку 70.000 помалку. Да, и од резултатот на Фрчковски во двата круга во 2009 година. Пендаровски има, значи, како тек ја повлекува партијата наголу. Друг исто така интересен факт е што се случува кај етничкиот албански блок. Од една страна го имате коалицијата вреди со неверојатни 107.000 гласови. Пазете, до сега не се случило некоја партија во албанскиот етнички блок да освои над 100.000 гласови и да отиде во опозиција. И тоа правило и сега се потврдува, а ДУИ направи една интересна коалиција која што главно во себе ги содржеше малцинствата кои што доаѓаат доминантно од етникумите кои што имаат муслиманска вероисповест. Тие пак не покажа ширина да успеат да се надминат себе си и да ги надминат оние нешта. ДУИ е најголем губитник на овие избори затоа што одеа од погрешна проценка во погрешна проценка. Тие застапници на тезата дека ВМРО имал 48 пратеници, па немало да формира влада национални спасови ке се правеле. Потоа тие веруваа дека брифира 20-10 и 25-5 во однос на вреди. Во однос на нив ке бил ги поценија од вреди. Па потоа одеа на Тивок бојкот, кој што малку стана гласен пред изборите, беше Тивок бојкот,
И на крај мисля дека зад нив ќе застанат Соединените американски држави, Европската унија и кој натераат ВМРО да направи со нив коалиција и ништо од тоа не се случи. А им тежи и писмото кое што дојде од Дуња Мијатовиќ. Плюс уште имаме две работи. Максим Димитриевски со 80.000 гласови 6 пратеници влегува во собранието, како еден вид на човек и партија кои што тврдат дека го имаат асномскиот мандат и јадро на СДСМ. И на крај имаме и левица, која што мораме да кажеме дека пред 2 дена, која беше конститутивната седница, се поставија како радикален пол на македонската политика. Значи ВМРО се постави како умерен пол и Христијан Мицевски каже дека таа позиција се ќе ја брани. Во смисол дека од десно па до центар лево е шаторот на ВМРО, најширок можен во македонската политика. За разлика од него, Димитар Пасија вели, јас сум радикалот. Значи, пред 2 дена на седницата, овие стави ја сомлеа целата сцена. СДСМ се изгуби, до избега. И ова е интересна работа. Ако ова продолжи, ако продолжи овој нокдаун на СДСМ, ако продолжи овој агресивен настап на левица, најверојатно гледаме македонската политика во наредните неколку години. Околу кој полови интересно. Ќе анализираме можната поставеност на работите во иднината, но ајде додека се уште сме во месецот позади нас. Професоре, вие бевте еден од оние кои што тврдевте дека ВМРО ДПМН без проблем ќе победи и без проблем ќе има можност да направи коалиција, и тоа се потврди прилично јасно и видливо. Меѓутоа, колку СДСМ и ДУИ беа способни, можеби, да ја видат суштината на проблемот во кој што се најдо. Сега, откако помина, се лесно е да кажат и СДСМ веќе велат, ги разбравме пораката, дури се обидои со некоја нели мантра меѓу двата круга од изборите да велат ја разбравме пораката, кај дури се уште не е јасно дали ја разбрале. Меѓутоа, како не успеа во сите овие месеци, да речем години наназад, да видат што им се случува пред нос, буквално им стоеше дека народот не го одобрува тоа што го прават. Са видите, во принцип, ВМРО ДПМН многу добро профитираше од фактот што беа двојни избори. И не само што првичниот круг на претседателските избори им даде ветер во грб, што се вели, туку и самата поставеност на претседателскиот кандидатка Силјановска Давкова со еден релативно центристички наратив и со наратив кој што тежне кон владење на правото, кој што е патриотски по дух, а не националистички, им помогна и тие да бидат врамени во една прифатлива рамка за македонските граѓани, кои што генерално не можеа и не ги поднесува владеачките политики на СДСМ и ДУИ. СДСМ и ДУИ се две различни приказни. ДУИ сватија колку е часот, ако може така да се изразам, и се обидоа со ширење на нивната електорална база, со ширење ова што почна амбасадорот, да дојдат до што поголем резултат, што повеќе гласови и на тој начин да победат условно во албанскиот политички блок со една убедлива разлика и да ги дојдат во позиции каде што ќе бидат еден фактор кој што не може да се прескокне во составување на една влада или пак да бидат фактор кој што ќе има релативно силна уценувачка позиција. Од страна на албанската опозиција видовме нивните програмски приоритети исто така беа слично како наративот на ВМРО ДПМН, дека одат со тоа дека претходната власт е некадарна, неквалитетна, корумпирана, дека ни треба владење на право, институциите треба да функционираат и така натаму. Тој наратив го прифаќа и го прифатија и албанските гласачи и нивниот резултат очигледно беше ќе биде солиден. Сега во однос на ДУИ послаб, меѓутоа дека ќе биде солиден. ДУИ во текот на кампањата се обиде да додаде газ, уште ќе се изразам пак така релативно народски, со тоа што тргна во националистичка реторика. Па имаше тука напади и контранапади во однос на ВМРО ДПМН, се со цел да мобилизираат што поголем број од албанското етничко гласачко тело на нивно конто. До некаде веројатно и успеа, меѓутоа во принцип нивната приказна беше
неуспешен обид да спасат нешто што не се спасуваше. И сега, очигледно е дека, во принцип, бидејќи ќе одат во опозиција, ќе има долго време да размислуваат дали со овие техники на ловење на гласови преку ставање во нивната коалиција бошњаци, турци, роми, преку подигање на националистичката карта, преку заканување со бојкоти, биле паметни, можеби на краток рок, а поразителни на долг рок, бидејќи лошо управуваа со земјата. Имаше многу значи реформите кај нив ќе треба да бидат темелни. СДСМ, еве да го заклучам ако ми дозволуваш, СДСМ од друга страна нити има идеја што да прават, нити нешто направија паметно во текот на кампањата и претходно. Нивните традиционални партии од овие помалите етнички заедници отидоа со ДУИ. Огромен дел од нивното членство виде дека веќе оваа партија не е кадарна, гласаше и за новата лева партија, знам. Дел од младата левичарската младина отиде во левица и едноставно сега се тие пред еден таков тежок период што не знам колку време ќе им треба да се консолидираат. Левица беше обременета од релативно неуспешниот настап на кандидатката за председател, не придонесе, не додаде гласови и тука пропуштија шанса, меѓутоа дојдоа до она што бунтовно гласачко тело, оние кои што се и помлади, и порадикални, и кои што не се многу со симпатии кон овие класични западни наративи, ајде ние ЕУ, НАТО, гледаат и на другата страна, гледаат и други можности така натаму. Максим Димитриевски, знам, беа добри во смисол максимум добри резултати имаше на председателскиот, аз знам колку што може има добри резултати на парламентарните со добра појдовна основа за понатаму, што беше и основната нивна цел на овие избори. Да. Само во овој дел една работа поврзана со ДУИ. Рековте дека за разлика од СДСМ всушност ДУИ многу порано ја свати целата приказна и во кој правец ќе одат работите, меѓутоа обидот да се излечат суштински беше погрешен. Значи трнаа на, национализам, класика и обид да се купат, условно кажано, помали етнички заедници кои што, како што рече амбасадорот, се во основа се доминантно муслиманско население. Меѓутоа, зашто не се обидува да намалат на она што објективно им пречи на сите, и на албанците, и на македонците, и на турците, и на бошњаците, ромите, на србите, на властта, некого сакате. Да намалат со корупцијата, да намалат со ароганцијата, со она бахатост која што толку интензивно светеше од секој нивни потек. Партија скоро 20 години на власт, како да намали на тоа што и најмногу им прија, што викаш, ако веќе зборуваш со полусрпски термини. Значи им годи тоа. Влезе дел од нивната суштина практично. Така на крајот испадна дека тие не можат да бидат блиски до граѓаните, туку се возат со специјални коли, специјални шофери, специјални третмани и така натаму. И тоа е само мал дел од приказната. Знаеме колку коруптивни афери тука во ова студио и ние и сите гости ги откриле во однос на владењето на коалицијата ДУИ СДСМ. Добро, Ботевски, ме заинтригира ова што кажавте претходно, дека би можело да се насети во следните години како ќе изгледа тој условно кажано спектар политички во Македонија, во која што ВМРО ДПМН апсолутно доминира во најголем дел од центарот. Просторот од центарот до, како што велите, имате левица како една радикална опција во целата приказна. Ако го разбирам ова правилно, тоа значи дека вие во СДСМ веќе не гледате простор за враќање на старите патики. Па гледате вие кај нив живот? Добро, сега се работи за партија која што допрва треба да се разбуди, да се ревитализира. Тука сме сите тројца генерацијски. Ја ќе си кажам отворено, бев 8 одделение која се конституираше првиот македонски парламент. Избегав од часови, им кажав дека избегам од часови, што сакам да го гледам тоа. Прв демократски парламент. И морам да ти кажам дека фрапиран сум затоа што досега секоја идна опозиција за време на конститутивните седници ја користила таа седница да се позиционира себе си визави таа партија која што ќе биде власт. И тоа биле жестоки седници. Да. Каде што се излегувало, се зборувало без разлика што се бира председател на собрание. Сепак е конститутивна седница. Како вели нашиот народ? Првиот впечаток по втор пат не се остава. Значи првиот впечаток го давате. Каква опозиција ќе бидете, како ќе делувате? Тие буквално одмолча. Ги снема. Значи ги снема. Еве види. Бранко Црвенковски од 98 година. Значи после колку години? После 50 и кусур години
Сојузот на комунистите оди во опозиција. Па пак излегува и изборуваат. Се Така. разбира. Јасно, логично. Да, логично е тоа. ВМРО ДПМН, да не зборуваме во 2017 година. Овие ги немаше. Као да се само угаси. Ја види во политика, а политика е ко театар. Глумецот ако не е на сцена, Не постои. па не апсолутно, постои, да. така ли е? Театарот поинаков е политички, меѓутоа ако ти не си на сцената, и не само тоа, ако излегуваш на сцената, значи, зашо постојат партии во демократија? Разликите, реално гледано, и не се толку големи, како што не ги прават. Меѓутоа, фактот дека ги изоструваат разликите, даваат јасен избор за граѓаните, како да бираат, како да се постават и така натаму. И сега доаѓаме до една ситуација, гнив ги снема од политичкиот пазар. И во политиката нема вакуум, кој го пополни нивното место? Тој што остана. Тој ќе остане. Ето тоа е. Интересно е дека А вие па избегаа друга опозиција. Тие па се збунија. излегува од добро, тоа веќе можеше да се толкува како политички потек. Ние не сакаме да го признаеме Африм Гаши како после рекла председател. дека нема да бојкотираат. Мислам, Што излегува. што така збунувачки? Кој е поентата? Па нема поента. Значи, Дуи има една цела серија на На лоши грешки, проценки. И сега не знаат како да се постават. Од друга страна, програмски тие се уништена партија, исто така, затоа што последна партија од 90-тите години, која што не го тргна национализмот на просторите на цела бивша Југославија, а не стана маргина е Дуи. Не, има логика. Значи, сите други партии што тргна како национални и националистички партии, или ги снема, или стана маргинални партии, небитни, или се тргнаа кон центарот, го тргнаа национализмот и така натаму, и стана јасни граѓански, десничарски и други сили. Дуи е последниот мохиканец од таа ера. Добро, тоа И завршува Јалија очигледно. Интересно е затоа што читав неколку текстови од луѓе кои што се изразито про СДСМовски, ако смеам така смеам да кажам расположени, кои што ја упатува истата критика. Како тоа ве снема? Макар станете, кажете нешто. Макар изјаснете се дека сте живи. Буквално во овој правец одеше целата работа и еве сега гледаме некаков обид на досегашната министерка за култура нешто да реагира, негде еве се буни за Африм Гаши нешто, некаков Таа обид. не е од СДС. Тај не е од СДС, да? Од ЛДП. Не Не, од за да сама. Ова е, па не знаевме кој е. Бисера Костадиновска Стојчевска, за не за зборува. Таа се СДСМ. прослави за скафандерот. Со скафандерот кој од од СДСМ, да. скафандерот, Но таа еве да, неколку да. дена се обидува За нешто, зекова ти се представи. нешто да каже, му поднесе представка на Гаши. Сакам да кажам да пријави дека е Добра, тука. ма лицемерието е тука. Другите ги нема. проблематично. Ковачевски го нема Чекај, нигде. даде ли таа пари за злоупотреба на деца во националистички цели? Да, За оне малиот што пееше. Тука во емисија сте го дискутирали. апсолутно, да. Така? Незин подпис е на тоа? Неизин апсолутно. И па со И кој еден лице куп се други прави такви. представка? Па добро за тие што имаат слаба меморија да претпоставува дека нешто Кој има слава меморија? Од друга страна, видим, се обидуваат да проблематизираат работа која што Африм Гаши ја прочита на македонски заклетвата. Да видов тоа дека законски е регулирано веќе одамна и Да, тоа е едно, а второ на албански е количен чин, мајчин јазик му е. Утре за утре пољак да избереме за председател на собрание и на македонски, и на полски да прочитат, што ќе биде проблемот? Да, се согласувам околу проблемот тоа. е веќе кажам што е. Проблемот е сензибилизирана е јавноста заради дивењето на Дуи. И сега секој потек каде што се нагласува културните права на албанската етничка заедница се читаат поинако. Значи Дуи овие 7 години ги загрози меѓуетничките односи во Македонија. Ги пренапрегна, ги донесе до пукање. И се тоа што гледате као реакција сега произлегува од таму. Се има многу прашалници кај јавноста. Сега и овие ли вака ќе се однесуваат арогантно како што се однесуваше Дуи. Не мислам дека е тоа така. Но да си кажеме, значи Дуи со триумфализмот, со моноетничкиот шовинизам, дури и со апартхеидот, што отворено, она го гледавме за време на пописот што се правеше. Пописот во Македонија мора повторно да се спроведе. Она беше дивење невидено. Ќе најдеме Сега- начин како да Па, направиме ќе најдеме, нов мора да попис. Мора да најдеме. Значи ова не е во ред. И не само тоа, па после си додава бројки за балансерот. Значи ова се пресериозни работи. Буквално како на пазар. Даскаловски, вие не сакате многу да зборувате за СДСМ, меѓутоа ме интересира, се согласувате вие дека СДСМ долго време нема да биде во состојба да се отрезни од овој нокдаун во кој што се најде и дека
нема да можат да излезат со некоја нова енергија, со некоја нова, ако не идеологија, макар и со некоја нова синтагма, не знам, со која што ќе се обидат да се исправат пред народот и да речат еве се поправаме. Мене ми беше неодамна господинот Јован Деспотовски во емисијата и некој кандидат за председател на СДСМ, сега дефицијално и Славјанка Петровска ја потврди својата кандидатура, се очекува и Богоевски и се спомнуваат уште неколку имиња, да не ги спомнуваме сите додека не станат официјални. Меѓутоа, тоа што можеме да го видиме, повторно луѓето кои што ќе се кандидираат за председател се лица кои што и до сега беа во онаа мала група на луѓе кои и така беа дел од... Чекам, Драгана, да бидеме сериозни. Ајде да бидеме Славјанка ќе се кандидира. Па има, но тоа е реално. Добро се. Многу е реално Боцевски. Господата мислам, Славјанка навистина се кандидира и според информациите кои што ги добиваме има и поддршка од одреден дел од високото раководство на СДС. Ја разбирам иронијата во прашањето од Боцевски, меѓутоа нема иронија во прашањето, него види се. Навистина ќе се кандидира. Нема Може иронија. ќе победи. Нема иронија во прашањето. Него во прашањето има значи ВМРО во моментов со 430.000 гласови добиени, со 561.000 глас за Силјановска, со председател, со 40 кусур општини, со 58 пратеници. Кој може да ги балансира? Само јака опозиција. Нова опозиција сега е се само не јака. Славјанка ќе води јака опозиција. Дај да бидеме сериозни малце. Ама не може да ги натерате Боцевски да не, мислам тоа си едина внатрешна работа. Еве ќе го изберат. Ќе изберат господата Славјанка. И што сега? На пример, има шанси, има реални шанси, јас не викам ништо. Ако има реални шанси. Не, ма, сега вие зборувате за партија која што го имала како лидер Зоран Заев. Да, Меѓутоа Зоран Заев беше секој- премиер години и години, тоа е реалноста во оваа држава и тоа што ја го направи државата за овие години е за во сите историски читанки и тоа И ќе прилично влезе. црно, да. Ќе влезе. Прилично црно, тешко дека ќе најдеме некоја друга нијанса. Меѓутоа факт е дека беше премиер. Сега јас не навлегувам што ќе биде со Славјанка. Не смееме да земеме незе како нели нешто како сигурен победник. Венко Филипче се спомнува исто како многу сериозен кандидат. Венко Филипче едно време имаше во јавноста сериозна поддршка. Па добро, Потоа нормално, ја беше прокоцка, кризата, да. потоа ја прокоцка прилично силно, сега се обиди да се врати и видовме како пројде на изборите како носител на листа. Тоа не мора да е репер, затоа што забораваме ние кој го има најголемиот пораст на листите во историјата на ВМРО-ДПМН. Потсетите не мога. Во 2002 година, во првата изборна единица, Никола Груевски го има најкатастрофалниот пораст против Бранко Црвенковски. Интересна информација, ево не сум го провери го. знал. Сигурно верувам Боцевски си е жива енциклопедија, во така што во историјата на ВМРО-ДПМН од кога постои ова 6 изборни единици, најлошиот пораз го има Никола Груевски против Бранко Црвенковски. Неверојатна Убедливо информација. најлошиот. Што се случи година дена потоа? Стана лидер на ВМРО. и 4 години Што се подоцна случи стана 4 години? премиер и рече си Па, да, така Добро, што, тоа ништо не значи, знаеш. меѓутоа капацитетите, вие се насмеавте малку за Славјанка. Јас од овие луѓе што ги гледаме сега како можни кандидати и од она што разговарам со луѓе кои што се поинформирани за целата работа, велат дека господин Богоевски е најблиску до таа некоја идеологија која што постои, ако воопшто постои во СДСМ. Господинот Јован Деспотовски исто така се обидува да се етаблира како човек кој што не бил дел од највисокото раководство на партијата и човек кој што би можел да понуди една поинаква перспектива. Не навлегувам повторно кечам, тоа е нивна работа, меѓутоа сите потенцијални кандидати, не само овие официјалните, туку и потенцијалните, се повеќе или помалку дел од една иста матрица. Стефан Богоев, на пример, над глава му виси. Богоев, јас реков Богоевски, погрешка се извинувам, мислев на Богоев. Нему над глава му виси Меѓународен сојуз и Боки 13. Но тоа е заборавено веќе, Кој Македонија. е заборавен? Не е заборавен. Боки 13 ќе потсетува веројатно уште долго, Не е меѓутоа заборавен. Значи тоа не му виси над главата. Понатаму мислам дека партијата нема да застане за ова раководство нема да застане за Јован Деспотовски. Иако тој фаќа еден интересен правец. Мораме да го пофалиме за тоа. се согласувам. Потоа тука беше нели? Да, беше пред некој ден. Потоа кој беше друг од Венко Филипче се Венко Филипче, види, Венко е хирург. Тоа е едно, второ. Еве уште еден податок. Кој лик кој што
го изгради својот рейтинг на короната, остана во политиката. Било каде во светот. Не се сеќавам. Па ние. Овие анализи ботски злато вредот, морам да признаам, имаш одлична Да. институционална меморија, што би рекли. Сега слушам, Се спомнува и Стево Пендаровски во целата приказна. Да, Стево Колку е тоа Пендаровски. реално? Па Стево Пендаровски никогаш не бил секогаш го прифаќале во СДСМ како странно тело. Затоа што знаеме дека неговиот развој беше преку ВМРО ДПМН. Прво тој почна неговата политичка кариера во Социјалдемократската партија на Славко Милосавлевски. Во 90-те години. Да, таму е, може да се провери. Постои ли таа партија воопшто сега? Не верувам. Мислам дека постои, нели се кандидира оние преку Бранко Јаневски. Така, да. Меѓутоа Добар ви муабето, тука сум, ако Да, не треба Не се вклучувате, професоре. Не, Само да секој што Ботевски Става збор, а Илица има милион коментари. Не, успева овие историски реминисценции ми се интересни да го завршам само сикавања. Стево. И сега Стево потоа, значи сме заборавили на таа негова роља. Таму и Лабовиќ беше, значи Стево и Миодраг Лабовиќ. како Така Миодраг Лабовиќ? да, како Не беше професорот еднаш како како младенци, нели? А иначе генерален секретар им беше Јован Чудонев, не е битно. И сега од таму оди Јован Донев, Да, амбасадорот. да. Од таму оди во МВР, а во МВР го запознавме како аналитичар со една светлосна кариера во времето на Доста Димовска. На ВМРО, Павло апсолутно. председателскиот кандидат на кабинет на Борис Трајковски, исто ВМРО. така натаму. И дури потоа, после оние чудни избори од 2005 година, која беше председател на ДИК, го видовме со Бранко Црвенковски. Меѓутоа, никој што не бил СДСМ, СДСМ не го прифаќаат него како свој. И 5 години како председател ги прокоцка. Не видовме дека нешто направи. Единствен председателски чин во овие 5 години, за тоа мораме да му одадеме почит, беше фактот што го однесе СДСМ во вториот круг, да нема бојкот, Без да не бојкот, апсолутно ќе согласиме за тоа. Иако пак беше непристоен, вечерта не ја кажа со име и со презиме против кандидатката, кога требаше да честита на изборот на нов председател на Македонија. Туку им честите на победниците кои што ќе владеат во наредните 4, односно 5 години. Што малку е непристоен. Согласувам. Инаку се спомнува и порнешниот премиер Зоран Заев, дека го спомнавте Ботевски како можен повратник председател. Имаат сега средби во на тајна локација блиску Скопје со Филипче, со Спасовски разговараат за идината на СДСМ. Да. Иако Оли Спасовски интересно не се спомнува, иако пред изборите на големо се зборуваше токму неговата кандидатура како најизвестна. Па како ќе го спомне некој со она фијаско со пасошите, личните карти и возачките дозволи? Таква хаварија не му се има случајно на било кој министер во историјава на Македонија со било какви документи кои што се издаваат. Вистина, да се вратиме на прашањето пред едно 15 минути, што ме прашавте, да. Вистина е дека СДСМ има проблем со идеологијата и со тоа како ќе настапува во иднина. И генерално левичарските партии на Балканот, па и пошироко имаат проблем. Криза, да. Гледате дека, например, сега има европарламентарни избори, тука веќе не се знае дали ИПП, тие демокристијаните, ќе бидат број 1 или некој конгломерат на десни и радикално десни партии. Социјалистите се трети, веќе сигурно, тоа веќе Тоа веќе известно, професоре. Па по анкетите ние за тоа имено можеме да зборуваме пред изборите, за тоа имено можевме да кажеме дека им предстои катастрофа на СДСМ, иако имаше наративи, ги спомна амбасадорот, да не се набраќаме на нив, кои што беа помалку губитнички или некаков пат кон коалиција и така натаму. Што е поентава? Нашиве СДСМ како некакви представници на левица во Македонија, на социјалдемократска некоја идеја. Секогаш имале приказно дека тие се државотворна партија, сврзана со партизанското движење во Втората светска војна, значи партизаните, Комунистичката партија Југославија, СРМ, Социјалистичка република Македонија, Тито и така натаму. Потоа нивната приказна одеше кон тоа дека тие се тие што можат да разговараат, не се толку националистички настроени, само тие можат да прават некакви сделки со албанците како најголемо малцинство во Македонија. Понатаму, нивниот наратив секогаш беше дека се тие поумешни во разговорите со Брисел и Вашингтон. Тие се тие што можат да не водат кон европскиот пат. Иако знаеме колку тоа килаво го правеа и колку лоши резултати постигнаа со разноразните договори кои што се уште не можеме да ги трнеме од глава. И последно, тие на некој начин треба зборува дека се социјалдемократи кои што во новата социјалдемократија во Европа и светот всушност трнува во насока на
прифаќање на различностите, прифаќање на различни субкултури, култури кои што се сврзани со сексуални погледи на светот и погледи на светот за себе и за во однос на родот и полот и така натаму. Овие сите наративи им се срушија како кула од карти. Во ниеден веќе не може да кажат ништо позитивно за себе. Во оне за партизаните и на некој начин имаше биолошка замена на луѓето кои што се во партијата. На материјалот, да. На материјал. Во однос на албанците, еве се гледа дека и други можат да соработуваат, да комуницираат и да прават коалиции. Во однос на Европа веќе искоментира многу лоши резултати, ништо не постигна. Значи прилично темна приказна, да го скратиме ова прилично. Мене ме скратуваш само. Па што не го скратиш само садар. Ботевски интереси се шегувам. Професор, многу интересна информација сакам да прочитам во овој момент, затоа е убаво кога емисијата е во живо, најчесто е во живо, почитувани гледачи. Либерално-демократската партија денеска имаше некоја, не знам, седница на Централниот одбор на партијата, демантира дека имаат намера да станат дел од мнозинството во парламентот, во ред. Меѓутоа, внимавајте оваа информација, претседателката на партијата Моника Зајкова вели дека раководството и членството заедно треба да одлучат како ќе действува партијата, но до тогаш ќе действува независно и ќе дава поддршка на се она што значи реформски и добри закони кои возможуваат напредок на општеството. Ќе делува независно. Либерално-демократската партија влезе заедно со СДСМ. Тоа сакам да кажам. Да. Значи добро, не сме ние со ВМРО, меѓутоа СДСМ кој ве шиша сега вака да не биде малку груб. Зашто би действувала независно? На сите билборди госпогата Зајкова беше залепена до Ковачевски и беа веројатно дека ќе ги тргнат билбордите. Ова е за мене многу интересна информација, морам да признам. Сега кога ќе тргнат билбордите ќе видиме како ќе гласа. Ќе делуваме независно, да делуваш независно во собранието во овој момент е помалку и шега. Сега, Драган, знаеме тие мали партии колку имаат реално моќ. Во онаа бившата голема коалиција на ВМРО ДПМН Груевски кога беше премиер, имаше партии кои никако не успеваа да смогнат сили на па и на локални избори да излезат сами. Прв пат после долго време, нели од 2006 владееше Груевски ВМРО ДПМН, прв пат во 2013 Лиле Поповски дом излегува на локални избори да пробаат да видат колку тежат на тој пазар политички. И поминаа релативно добро и после се одважија, излегуваат коалиција така натаму. Овде имате партии кои што реално е прашање дали воопшто вреди да бидат во коалиција со поголемите. Но упорно ги држат, тоа е интересно. Упорно ги држат и за нив е секогаш битно да имаат власт, да бидат блиски до власта. Ова е некој меѓучекор, предпоставувам, каде што ќе им отвори веројатно прозорец во некој даден момент, во дадена констелација да кажат па добро, нам ни се допаѓа реформската агенда на коалицијата ВМРО, Влен, вреди, знам. Зашто да не ги подржиме? Зашто да не ги подржиме? Да. Како центристичка. Како центристичка, да. Јас не го сакам тоа, морам да признам. Јас сакам, знам дека политиката е се освен принципиелна, меѓутоа сакам барем малку самопочитување, еве, да речем ова префрлање како ќе им текне не ми е. Зошто го кажувам ова? Затоа што веќе се инсистира на она што го кажа и Христијан Мицкоски пред известно време, а сега го повторува и Изет Меджити, дека 3-4 пратеници речиси сигурно се одвојуваат од Ајде ги ставиме вие комбинаторики, додиме во еден друг правец. Ајдеме да се бидеме да исцртаме сега каде ќе се движи владата во идниот правец. Океј, се работи за влада која што ќе има стравично мнозинство, огромна поддршка, која што веројатно ќе достигне до двотретинско мнозинство и ќе има многу широк диапазон на действување. Она што досега бил случај, се мора на тоа да предупредиме, е дека големите мнозинства најчесто се лоши, опуштаат. И дека големите реформи во Македонија ретко се прави кој имал големи мнозинства. Најчесто големите реформи биле правени кога било малку. Но добро, Боцевски ве демантира фактот дека овие со 62 пратеници никаква реформа не направи. Ништо не стегна. Не беше точно овие, меѓутоа што се случуваше порано кога беа владата на ВМРО 2006-2008 кукаво мнозинство имаше. Сега повторно не ваќа Боцевски назад, да, вред се согласувам, меѓутоа чисто како контратеза на ова дека автоматски тие што имаат тенко мнозинство мора повеќе да се трудат. И не само кај нас, Тони Блер кој имаше луди мнозинства се подопуштија
исто и конзервативците во Британија и така натаму. Но Македонија не е во британска состојба сега, реал Македонија е на работна секаде безната и секаде е исто. Значи, кога имаш големо мнозинство, има опасност на опуштање. Ајде да го исцртаме правецот. Ја мислам дека актуелната влада, идната влада, прво треба да се фати за економските прашања и за овие теми кои што ги спомна Жидо Ставет. Значи, тотално предвидлива криза со пасошите. Мислам, нешто што не смеело се случи, така. Значи, ако нивниот фокус е тие работи да ги доведат во ред. Економија, реорганизација на администрацијата, борба против корупција, тоа се основните елементи, владење на правото. Да. Ако владее правото, нема корупција. Ке треба да се истражи. Не, корупција секогаш ќе има, професор. Ке нема ја нема како кај нас. обем како што имаше. Добро, еве, теоријата вели дека ќе имаат околу 80 пратеници во целата приказна, кои што сепак се различни по своите уверувања, не е исто влени ВМРО ДПМН, па знаме, нели, кој што веројатно ќе биде дел од таа приказна, уште помалку ќе видиме ЛДП како ќе се постави, веројатно ќе биде решавачко нивното влијание, се надам не се навредува, тоа е само шега. Меѓутоа ќе биде пеколно тешко, претпоставувам, целата таа екипа прво да действува кохезивно, второ секој да го пази од можни облици на застранување и конечно премиерот кој што е доминантна фигура да биде во состојба сето тоа да го контролира на толку прецизен начин, толку фиксирано. Доволно е добри, квалитетни луѓе да ги раководат институциите и доволно е добро да не ни се случува она што порано беше со министрите на ДУИ, да речат дека ние не одговараме пред номинално шефот, нивниот премиер, туку не одговараме пред лидерот на мојата партија. Тоа велат дека нема да се случи ни по точка разно го велат од ВМРО ДПМН. Доволно е добро да има разбирање за главните приоритети. Двете и коалицијата на ВМРО ДПМН твоја и ова вреди во текот на кампањата и во програмите зацртано им е многу јасно и гласно дека ќе одат со владење на правото како основен принцип и справување со корупција и истражување на катастрофалните потези и можните корупцијски скандали на минатата власт. Така што ако тоа им е приоритет во однос на економијата, ако се постават добро, ако успеат да ја раздвижат економијата, капитални инвестиции и инвестиции од странство, мислам дека веројатно и уште во првата година ќе видиме позитивни резултати. Политичкиот момент може да го дебатираме. Тука и вице-премиер беше Ивица во однос на ЕУ и како ќе се движи ЕУ генерално, како се движи ЕУ кон нас, кон Украина, кон регион и така натаму. Меѓутоа, сепак мислам дека приоритетот треба да биде се зацврсти владење на правото и економијата. Но од она што јас го разбирам од пристапот што го имаат луѓето од ВМРО ДПМН пред и оние со кои што јас разговарам и во емисијата и приватно, ако така може да се каже, иако ништо не е приватно, нели? Токму тоа е концептот на кој што планираат да се одважат да го прават, имено да се тргне економски во јака, во силен процес и да се даде се од себе, да се запре корупцијата и да се оформи повторно цврст систем, цврст организам на државата кој што до сега беше толку пуштен на како се тоа, на ладно, што државата се најде во состојба практично да функционира само по инерција. И за тоа ќе се согласиме. Меѓутоа факт е дека предизвиците од надвор остануваат. До сега министерот за надворешни работи солираше практично, правеше така како што тој мисли и веројатно во согласно со својот партиски лидер, а не со премиерот, да се сетиме само на оваа резолуција за Сребреница, каде што се истрча да биде Да, и не беше ни Стево Пендаровски председател консултиран. Да. Ведна прилика и Стево Пендаровски. Ко спонзор бевме, да. Ко спонзор, кој што во принцип можеме ние да навлегуваме вака и така, меѓутоа освен што ги наруши на известен начин односите со Србија, со друго ништо не придонесе за некаков за консолидирање на мирот и довербата во регионот. Например, само како го земаме. Како пример е одличен пример, меѓутоа, значи пази, може Македонија ќе дојдеше до заклучок дека треба да биде спонзор на резолуцијата, да, така? Но со пошироко со консултација на председателот, со барем комисијата за надворешна политика на собранието да ја разгледа, ако нема полна пленарна сала и така натаму, иако за осетливо прашање треба сите да се изјаснат, така? Скандалозно беше тоа што тој така постапи. Тој така постапи на начин и принципиелно заради приватизација на обидот за монопол во решението
игнорирањето на сите фактори и на крајот на краиштата консензусот внатре, сепак тука е земјата, државата Македонија, земја каде што живеат и македонци и срби, и албанци и турци и И други. бошњаци исто што се. Бошњаци тука засегната условно Но земјна страна. таа приватизација, таа монополизација на Министерството за надворешни работи насни и не само од него, туку и од претходниот министер Никола Димитров, додуше тоа беше двојна монополизација заедно со Зоран Заев, допринесоа да се донесат и закони, односно договори меѓународни кои што нас во наредните децении веројатно ќе начинат многу. И сега ние ќе треба да се носиме со тоа. Јас се обидов со господин Деспотовски токму тоа да го издебатираме и да се разбереме, иако тоа малку одеше тешко. Значи не е во прашање според мене сега дали колку новата власт ќе го почитува овој или оној меѓународен договор. Ќе мора да го почитува, што да прави. Барем јас така мислам. Додека не се смени, ако не се најде начин да се смени. Договор се прави и се раскинува. И се раскинува, меѓутоа додека вие имате проблем бидејќи господин Мицотакевски ви рече, вие не почитувате меѓународен договор кој што ние го потпишавме со поддршка од цела Европа и не знам што, и ќе ви стигаат пораки од Брисел и од Вашингтон, дека тоа е многу важно. Тие не го почитуваат. Не го Тие во почитуваат. моментов не го почитуваат. Меѓутоа ние се навикнавме да бидеме во онаа Не, види, состојба на знаеш што починети е кои што се интересно? подразбира дека ги поддржуваат. Имав една дебата со еден интелектуалец кој што е една од периениците на испанскиот договор и на таа политика. И тој ми каже, вика, дека прекршен бил договорот затоа што претседателката рекла Македонија. Па прекршен е договорот ако во Грција сите го кршат. Таму никој не нарекува Северна. Тие не викаат Скопје, Скопје, Северниот Фидо, сосед. Северниот сосед. Како ќе им дете? Така стои на Државичето, порано беше и државичето го нарекува. Да се подсетиме и која беше песната на грчките специјалци од војската кога тогаш како да нарекува. Сега не би сакал ќе навредиме една етничка група во Македонија. Значи да се вратиме на таа тема. Ова е сериозен почеток. Уствари, сериозен притисок од Грција уште пред новата влада да го завземе своето место. Добро, тоа порака е пимена предпоставам. Да, не очекувам дека ќе изгуби можеби ќе изгуби малку на интензитетот после европските избори, но тука ќе биде тоа прашање. Од друга страна гледам однесувањето на Радев, дека тие се чувствуваат комотно со тоа што го имаат во рака, што му даде Бујар Османи. Супериорна Стево позиција, Педаровски апсолутно, да. И така натаму. И ова се реални работи кои што ќе дојат на послужавникот на наредната влада. Тие ќе треба тоа да го решаваат. Ќе ги решаваат, немаат избор, предпоставувам. Меѓутоа предпоставувам дека ако се насочат, својата енергија насочат на оно што го зборува и професорот, обид да се консолидираат работите дома, тоа надвор можеби на полесен начин ќе може да се Вака да кажам сега, Поведете. во однос на грците, тие ќе инсистираат. Мислам дека веќе, како што кажа председателката, таа ќе го почитува тој договор и тоа што се случи со силувањето на уставот, така натаму. Лично ќе го користи името Македонија, меѓутоа во писмена комуникација. Мислам дека тоа ќе биде нешто слично што ќе го употребува и идниот премиер и владата. Реално ќе го во документи ќе почитуваат тоа што се случи со Северна, а вака ќе зборуваат за Македонија. Мислам тоа ќе се смири во некоја форма. Она што е побитно е како ќе се однесуваме со Бугарија и бугарскиот предлог кој што сега се представува како европски. Тука веројатно има некој простор, не е до толку тоа ставено да мора да се прифати како што е. Всушност главната болка таму ни се записниците, а не ова дали бугарите ќе влезат во уставот сега или утре или со одложено дејство. Записниците се проблем и она што е влезено во преговарачката рамка каде што работи како односот кон функционирањето на историската комисија, нивните заклучоци се битни за нашето проширување. Односот кон така наречен говор на омраза е проблем и може да се оценува од страна на Бугарија
во однос на нашиот напредок. А оценка за говорот на омраз за страна на Бугарија може да биде се и се што. Оваа емисија сега може да биде протолкувана како говор на омраз. Тука врамување на некои меѓународни механизми, врамување на механизмите на пример на Совет на Европа е нешто што би донело нас предлог. Значи ние тука би зборувале за некој начин толкување на она што е договорот и како понатаму да се оди врз основа на некои записници кои што би требало на наредна средба меѓувладина да се променат. Мислам дека и во Бугарија ќе има на некој начин и кон Бугарија ќе има некој суптилен притисок малку да најдат начин. Посебно ако победи Бојко Борисов, а изгледно ќе победи ако состави влада, каде што ќе имате една ситуација, овде имате демохристијанска власт, таму имате демохристијанска власт. Може ли е Бојко Борисов во тој поинаков политички контекст да се обиде малку да ги намали желбите, условно кажано? Незгодно е. Ние сега стално сум кажувам, Македонија и Бугарија се реално братски народи кои што дошле во ситуација да се караат. Ние со србите успеавме да дојдеме на ниво да веќе навистина сме братски народи без проблеми. Поравно имавме и со србите некои проблеми. Добро, Русија и Украина се братски народи, гледате што се случува таму. Така е, но работата е да ги направиш нештата да бидат прифатливи, да има некој вин-вин што се вели, некаков начин да се оди напред. Па добро, победа малку за Бугарија, победа малку за нас и да се откочи тој механизам, што всушност ќе биде добро и за самата ЕУ, која што сега трнува во една офанзива, Украина да почне преговори. Е па замислите на 25 јуни сега кога имаат самит, Украина да почне преговори. Крајна која што во моментов е во состојба која што не е не за преговори, туку за ништо. Во војна едноставно, во крвава политика војна. Политика е во прашање, затоа намерно кажам, политика во прашање, ако тоа го дозволува за Украина, имаат намера, веќе мислам дека за Западен Балкан ќе треба оној планот за развој, growth plan да се функционира паралелно со забрзување на процесите на преговори. Но сега преговори. пристигнаа некои изјави од европски земји кои што воопшто не се оптимистички, нели она што одеше Шарл Мишел и компанија дека до 2030 би можело да се заврши целата приказна, сега целосно отпаѓа, велат перспективите за Балканот, за земјите од Балканот кои што не се во ЕУ се тука се негде имаше излагање на конференција Ивица многу добро, ако сакаш скажи го. Не, дека се разбира, сакам да кажам дека апсолутно веќе излегува од приказната за некакви години во близина, туку воопшто не можеме да зборуваме за период кога би влегле. Да, ќе влезете, ама некогаш. Да, и тоа е проблем. И тоа е, значи, ова што се случува сега во Украина и ова што се случува сега на Западниот Балкан е доказ за геостратегиските грешки на Европската унија и за геостратегиската миопија на Европската унија. Сега се сите во Брисел возбудени дали на Балканот има руско или кинеско влијание. Да. Па и колкаво е турското влијание. Тоа не е дали го има, не е колкаво е, така. И се трошат големи пари на проекти да, во таа што е проблемот? Што е проблемот? Стратегиски да размислуваш Европската унија, ова ќе беше Европска унија. И немаше да има никакво руско влијание, никакво кинеско влијание, а и турското влијание ќе беше многу ограничено. Ги пропуштија своите шанси. 92 година кога граде Обединета Европа, под нозете им се растури една огромна земја на Балканот, Југославија, која што беше најинтегрирана со Европската економска заедница. Неспоредливо повеќе значи, го пропуштија тој момент. Одиме понатаму. 95-та после Дејтон и после привремената спогодба Македонија и Грција, и тој момент се пропушти. После бомбардирањето на Југославија, војната во Македонија, падот на Милошевиќ, се донесе Солунската декларација, големо чудо. Сега повторно се пропушта моментот. Значи, најуспешна политика на Европската унија било проширувањето. Го заборавија тоа. Да, но сега реално се исплашија од нивните гласачи кои што не се исплашија од нивните гласачи имаат проблем со европската интеграција, се одвива пребрзо. И политичарите избраа дека проширувањето е проблемот околу таа работа. Не само тоа, кога зборува дека добро стоње. Го насочија сака го насочија кон проширувањето. И сега пази, уште се зборува дека земјите биле неспремни. Па ајде да бидеме искрени. 6 земји оснивачи беа неспремни во 50-та година кога направи Европската заедница. Вистина е тоа. И демократски, затоа што по урушување на демократијата се редемократизира, и економски. Не беа спремни ни Шпанија, Португалија и Грција. Апсолутно. Тие излегува од фашистички диктатури. Не беа спремни ни овие посткомунистички земји. Австрија беше друга приказна, на другите реално не, добро, тие од ефта ги оставаме. Меѓутоа, ајде сега да видиме, влијанието на Брисел е поголемо или помало во Софија по приемот на Бугарија? Па се чини дека не е. Владењето на правото е подобро или послабо во Софија по влезот? Економскиот прогрес на бугарскиот граѓанин е подобар или полош по влезот? Да. Значи,
политиката на проширување е најуспешната европска политика. Ако вие правите мек стомак насред континентов, што сте направили? Значи, во моментов и Но тоа што е геостратешко слепило во прашање, некаква себичност. Не планира, види, ти кога геостратегија ти не правиш кога почнува војната? Се прави 10 години претходно, апсолутно, Кога 20. почнува војната, ти тогаш ги како се вика, ги трпиш дивидендите од твојата политика. Ако била позитивна, добиваш многу. Ако била негативна, губиш многу. Тука е негативна. И ја мислам дека треба да се биде креативен. Европската унија која сакала, креативно ги решавала проблемите. Апсолутно. Во конкретниот случај еве ова што го предлага Урсула Фон дер Лајен. само да се прошири. Ајде ние да се интегрираме без членство. Да оставиме членството на идната генерација политичари, зошто да не? Статус квото е лошо. Лошо е ако оставиме на идната генерација политичари статус квото. Ако ние влеземе во единствениот пазар, добиеме пристап до структурните и кохезивните фондови, влеземе во Шенген зоната, го оведеме еврото, влеземе во ОЕЦД. Ако нашите политичари бидат бирани на европски избори за делегати без право на глас, ако нашите премиери ги викаат таму исто без право на глас, окей, таму сме, готово. Завршена е приказката. Формализирање на членството не се откажуваме, ама нека остане за некоја идна генерација. Ќе живееме ние и без тоа. Но... Само Стево Пендаровски не можел да живее очигледно без тоа. Се согласувам Буцевски Ама цело. не се оцели се уште. Па колку што знам тука е. Не, тука е, да. Инаку Со диплома од правниот факултет, Да. ако се оцели, може да направи една успешна кариера на перење чаши било каде, така што нема да се или во оцели. Макдоналдс некаде. Нема да се оцели, да. Состава сме на крајот на емисијата. Многу брзо ми поминува времето, морам да признам, почитувани гледачи, не знам дали знаете, Буцевски и Даскаловски се навистина врвни познавачи на меѓународните односи и ние навистина најчесто разговараме за внатрешни теми. Ќе предложам да направиме една емисија исклучиво за меѓународните односи, за геополитика Само и за на таа емисија ќе имаш часовник, колку за него ќе му даде време, толку и за Ама него. од шах може. Како сакаш Ти само да имаш Амбасадорот часовник? се наметнува едноставно, професоре, што да правиме? Бидејќи сме Таков ми е денот, таков е денот. Некој често жида се во таа улога, па јас се ќутам. Бидејќи носиме на крајот, бидејќи и ги спомнавме овие околности, Европа направи грешки кон нас, апсолутно сметаме дека има греф, меѓутоа и ние си помогнавме во целата приказна, но сега во овој актуелен миг, така како што е, ги имате она резолуција за Сребреница, која што ги подигна тензиите, ги имате Косово и Македонија, и Србија, кои што се во никаква ситуација, ја имате Босна и Херцеговина во која што не се знае дали навистина Милорад Додик ќе се осмели да излезе од федерацијата или се само реторики и така натаму, значи вжештени костени насекаде, да не забораваме дека Еди Рама среде направеше конференции на етничките албанци со нешто невидено до сега. И така натаму, еве сега еден почитуван пријател албанец некој ми пишува дека дуи би можело да се обиде и дури заговара со протести и демонстрации, со бојкоти да притисне во Македонија за да ги заштити своите интереси, чите да остане некако во позиција да оценува. И целата таа работа и ова што го зборуваше господинот Буцевски дека Европа баш во моментов не се замара со нас, какви перспективи отвора? Постојано сум зборил ЕУ, членство во ЕУ, во НАТО, во што и да е во БРИКС дури, е второстепено во однос на тоа вие како ќе се уредите земјата. Значи, тие се само инструменти да имате стабилност, да имате демократија, да имате економија, да имате граѓански слободи, да имате добри мултикултурни, како да ги мултиетнички односи. Првенствено, ние сами треба да се гледаме нашиот двор. ЕУ е средство, алатка за подобрување на земјата во сите области. Добро е да бидеме таму, сакаме да бидеме таму, стратешки цели има уште од почетокот на 90-тите, меѓутоа ние кај нас треба да си го средиме дворот. Во сите сфери, во сите институции, со вистински луѓе на вистински место. Но нашиот двор се меша со дворовите на соседите. И ние не можеме да избегаме од таа реалност. Ние имаме големи етнички малцинства, односно заедници тука кои што се тесно поврзани со соседни земји. И целиот овој простор овдека е силно испреплетен. Многу работи што случуваат во Белград или во Приштина или во Тирана или во Софија неминовно влијаат на околностите кај нас. Еве да ви кажам, Ако сме директни, особено во Приштина и во Тирана. Неминовно влијаат на нас. Еве да ви кажам, соработката со Косово ќе се поспеши, ќе биде многу подобра доколку ние направиме некои инфраструктурни проекти кои што се битни за луѓето од двете страни на границата. Има една област гора, ти убаво знаеш, на Косово.
колку е поврзана со Македонија. Како тие луѓе, знаете, доаѓаат до Тетово, например. Вртат се округ 250 километри. Неверојатно, да. А една планина ги дели. Има во Србија едно градче на југ, Трговиште се вика. Од другата страна им се буквално луѓе роднини. Така е границата поделена, само може едни се викаат македонци, едни срби, небитно, ама генерално се роднини. И тие кружат 200 километри, бидејќи не се направени мали некакви премини, патови, патчиња и така натаму. Значи оние македонците муслимани од едната страна се во Албанија што се, од другата што се овде, само во лето преминот се е отворен, патот е уште онаков земјен. Сакам да кажам, и со мали чекори вие може за тие меѓуетночки односи, за меѓусоседски односи да ги подобрите и реално да има подобра волја и доверба меѓу државите. Значи позитивен пристап. Па со позитивен мора да одиме, со што друго да одиме? Со национализам, со протести, какви протести? Се види дека тоа е нешто минато, кажуваше амбасадорот. Само дуе се последна партија која што се вози во филмот на национализмот и се обидува да освојува гласови и да се има власта за лукративни цели. Се согласуваме дека не се согласуваме. Не, во случај се согласуваме дека се согласуваме. Дека се согласуваме. Дуи треба да понуди нешто ново. Се од Дуи сме видели. А пробаа со зелено, ама пак се врати национализам. Да, тоа зелено беше навистина смешно. Па нема, забораваш дека пробаа социјалдемократија едно време. Да, се пробаа, ама Пак е влегува социјалистичка не влегува во социјалистичка национала, да. А отидоа ке зелените, па а уште не созреале. Тоа е интересно. Добро, но ми се чини дека албанската опозиција, односно сега веќе во неа во власт, успеа да ги надмине тие меѓусебни неразбирања кои што долго време Дуи ја држаа во предност. И еве сега зборуваат, например, Изет Маџити баш денеска зборуваше дека можно е да има спојување во една партија на сите 4 членки на Најлогично би било, да. При тоа интересно самиот вели дека не претендира тој да биде автоматски председател или некој од нив. Можат и колективно председателство на почеток, па ќе се види кој има амбиции најмногу, кој најмногу. Сиризан или во Грција. Па добро, колективни председателства мене генерално не ми се допаѓаат, ме потсетуваат на Југославија после Тито. На почеток, па после тоа во Југославија беше на крај, па ја упропасти работа. Зелените во Германија имаат таков принцип, ко-председателство. Значи, маж и жена, да. Што и да смислат, добро е сега тоа да го направат, ние даваме бесплатни совети, ама апсолутно ние сме тука да даваме бесплатни совети. Ви благодарам за вечерашното гостување, Ивица Боцевски и Жирас Даскаловски. Повторно велам, ќе направиме една емисија во која што ќе расправаме исклучиво за односите на Македонија со светот и за меѓународни односи, затоа што навистина е и една со Горан како функционер да ви спрашуваме. И Горан ќе го поканиме, да, еве отворена покана до Горан Момировски, јако е во можност да ни биде гостин дека на тројцата, навистина верувам дека ќе биде интересно. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечера. Утре во 15 часот репризното издание на оваа емисија, а јас ви се јавам повторно во понеделник во 22:30 со нови гости. До тогаш пријатно.